Добре дојдовте назад, утринска добро утро секој утро на телевизија Алфа. Во работните денови сме заедно со вас 3 часа од 7:30 па се до 10:30. Денеска ќе се позанимаваме повеќе на темата зошто токму COVID-19 најпрво ги напаѓа белите дробови, а исто така дека не само повозрасната генерација, туку сите генерации се под можен ризик за заболување од најновиот коронавирус. Токму за овие теми го имаме докторот од клиниката Аџибадем Систина, Оливер Јовковски, по специјалност пулмолог. Добро утро, докторе, како сте? Добро утро, одлично. Ви благодарам што се озвавте на нашата покана, за да ги слушнеме сите стручни совети од вас, затоа што постојано кога и самиот коронавирус се појави, првичните симптоми и досегашните сознание, испитување на вас, докторите, секако беше дека првиот симптом е дека ги напаѓа белите дробови, па токму и на ова прашање би сакале да ни одговорите, но исто така дека од досегашните испитувања и сознанија постои мислење дека COVID-19 може да биде ризичен за сите генерации, а не само за повозрасната генерација. Зошто е тоа така? Се разбира, COVID-19 заболувањето е предизвикано од вирус. Вирусните инфекции се познати од поодамна дека предизвикуваат горни и долни респираторни инфекции, кои што можат секогаш варираат во својот интензитет. Че може да бидат најбанални настинки, каде што се работи само за течење на нос, кивање, болки во грло и лесна една клиничка слика, па може да доведе и до потешки оштетувања, кога ќе се јави еден вид на воспаление на белите дробови од вирусна етиологија. Сега, точно тоа е суштината и проблемот кај COVID-19, дека овој вирус има афинитет кон пневмоцитите тип 2, преку еден рецептор кој што веќе надалеку стана познат AC2 рецептор, се влегува во белите дробови и ги оштетува и ги уништува тие клетки, и тука он создава репродуктивна машина која што создава милиарди нови вируси кои што понатаму го шират оштетувањето на белите дробови. Сега проблемот е колку некој е осетлив, колку некој е податлив, колку некој е плодна почва за кај него да се развие полесно или потешко тип на заболување, поточно пневмонија. Сега тоа зависи од многу фактори. Во досегашните сознанија, кои што знаеме се оскудни, само 4-5 месеци сме го исследуваме ова заболување, покажува дека во рамки на возрастните групи дистрибуцијата е релативно правилна. Значи, сите возрастни групи можат скоро подеднакво да заболат. Меѓутоа, сега тешките типови, оштетувањето на белите дробови и проблемите со белите дробови вообичаено се резервирани за постарата популација и популацијата со хронични болести. Сега да кажам, хроничните болести, всушност кога ќе преведеме на еден поразбирлив начин, се еден вид на старење на организмот, предвремено старење. Значи диабетот, прекумерната дебеленост, хипертензијата, срцевите болести всушност представуваат старење, така да предвремено старење. Тука едно воспаление на белите дробови, което што е малку незгодно, значи ги напаѓа еден многу осетлив дел на белите дробови, кој што испречува добра размена на гасови. Кислородот не излегува, не влегува доволно во крвотокот и потешко излегува јаглерод диоксидот. Тоа доведува до една состојба која што може да бара и интензивно лекување и користење на механичка вентилација, па и до нискот, односно смрт. Да, со оглед на тоа што, како што веќе и на самата најава кажав досегашните сознание, дека, односно најпрвен се кажуваше дека повозрастната генерација или популација е
подложна на ризик од заболување на коронавирус. Понатаму, вашите сознанија исто така покажаа дека и најмалата популација всушност е исто така носител, но и асимптоматска популација. А тоа веќе не е јасно на сите, па излегува нели еден тон истражување на таа тема, дека всушност и децата биле и најголемите нели преносители всушност на коронавирусот. Но добро. Какви компликации може да предизвика коронавирусот на лицата пак со белодробни заболувања, со оглед на тоа што ги напаѓа токму белите дробови и која е терапијата? Како да се заштитат овие лица? Белодробните заболувања, како што знаеме, вообичаено најголемиот број од хроничните респираторни заболувања се обструктивните белодробни заболувања. Значи тоа се состојби каде што имаме проблем со проток на воздухот низ белите дробови, особено дисталните бронхиоли, малите дишни патишта. Тоа најчесто се случува кај хроничниот бронхит, кој што знаеме пак е најчест кај пушачите, долгогодишните пушачи. Поголемиот дел од нив тоа ако знаат и ако не го сваќаат сериозно, меѓутоа доведува до сериозно оштетување на белите дробови, односно се намалува протокот на воздухот, се намалува капацитетот на белите дробови заради придружниот емфизем, сето тоа намалува функцијата на белите дробови. Кога на вакво белодробие ќе се инфицира со COVID-19, тогаш имаме сериозен проблем. Значи веќе намалениот капацитет, кога во него ќе се јави вирусот, ќе се размножи, ќе доведе до оштетување дополнително, значи онаа пневмонија што ја познаваме, облачеста пневмонија, интерстицијална пневмонија, вирусна пневмонија, има разни синоними. Тоа дополнително ја оштетува работата на белите дробови и многу често може да доведе до клиничка слика. Што е тоа тешка клиничка слика? Тешката клиничка слика потебно кај овие, луѓето со хроничен бронхит, долгогодишните пушачи, сите они имаат одреден степен. Значи, кога ќе направите спирометрија на некој пушач долгогодишен, спирометрија е метода со која што се мери капацитетот и протокот на воздухни белите дробови, ќе видите дека кај нив сите се наоѓа намалување 30, 40, 50%. Кога на такво белодробие ќе заболи и од COVID, тоа дополнително е влошува, така да потешкотиите со дишање тука се многу поизразени, многу потешки. Сега проблемот е потешкотиите со дишање секогаш се трудиме да ги држиме во некои нормални рамки. Чи терапијата всушност за хроничните болести, пациентите со хронични респираторни болести би требало да избегнуваат излекување и социјални контакти. Тоа, знаете, една од првите мерки кои што ги донесе владата, всушност беше да се хроничните пациентите со хронични болести да не одат на работа, да бидат изолирани, што помалку контакти да остваруваат за да се намали можноста од добивање инфекција со COVID. Исто така, земањето на редовната терапија мора да биде секако уште поредовна и редовни евентуално контроли на лекар, еднаш до во 2 месеци, да кажеме, за да се провери постоењето и нивниот моментален капацитет за евентуално да се промени, да се додаде терапија, да се одземе терапија. Сето тоа треба да биде, се разбира, со мерки за предпазливост пропратено, за да не се инфицира, бидејќи едно од во моментов некако доаѓа дека едно од најчестите причини како може да се добие инфекција со COVID е движењето низ болничките или амбулантските поликлиничките установи, бидејќи тука често има неконтролирано мешање на болни и на здрави луѓе. Да, а доктора Јовковски, како пулмолог, кои се вашите стручни совети за како ние превентивно да си ги зачуваме белите дробови, да не бидеме во на ризик фактор нели популација на заболување од коронавирус, но можеби со некоја постојана превенција или начин на живот, можеби како да превенираме, како да си ги заштитиме белите дробови. Да. За разбира, пушењето представува еден од главните фактори кои што доведуваат до хронични респираторни заболувања.
Преку 80% од хроничните респираторни заболувања се на некој начин поврзани со пушење. Ние постојано кампањи кои што постојано се едуцира популацијата колку е штетно пушењето, колку може да допринесе за оштетување. Проблемот со пушењето не е само во оштетувањето на бели дробови, него знаете кај пушачите како коморбидитет, како придружна болест често се јавува и оштетување на срцето, односно на коронарните крвни садови, кое што повторно ви кажувам, тоа е еден вид на превремено старење. Така да некој човек кој што има 50 години може да има бели дробови како на 80 години и срце, не знам да кажеме, како на 75 години, така да кај него било која инфекција може да биде фатална. Општите мерки за мерките за општ имунитет, значи здрава разновидна прехрана со природни продукти, исто така редовната физичка активност и одржувањето на телесната тежина и исто морам да споменам и психичкиот момент, човек треба да биде позитивен во животот, да најде радост во некои ситни работи и да тоа сето доведува до развој на здрав имунитет, а не дополнителното внесување на витамини, средства или некои средства кои што би можеле да го зголема имунитетот. Не постои ни едно средство кое што го зголемува имунитетот. А во моментов по телевизијата сме преплавени со средства кои што им откриваат дополнителни можности, го зголемуваат имунитет, го зачувуваат, го потенцираат, го лечат ова или она. Тоа апсолутно не постои ни една материја која што е докажана, ни една средство, ни еден лек кој што го зголемува имунитетот. Преку ноќ. Како лекови, има луѓе кои што имаат нарушен имун систем заради одредени болести, меѓутоа збориме за здрав човек со нормален имунитет, што огромниот број од популацијата не постои средство кое што би можеле да го земат како суплемент, не знам, дополнување, лек или што го зголемил имунитетот. Само здравиот живот, доволно сон, доволно одмор, доволно прошетки, позитивен пристап кон животот може да го подобри имунитетот. Да, и постојаната грижа всушност за својот имун систем за да го држиме во добра кондиција, но не преку ноќ, како што и самите вие кажавте. И стравот тука е, нели, од паниката, можеби од недоволна информираноста, затоа што навистина не затекна сите овој коронавирус, па и веднаш штом и Светската здравствена организација нели најави дека ќе има и пандемија веќе на светско ниво и навистина многу прашања ни се отворија и недоумици, па и причинители, па и симптоми, па и преносители, но добро. Информациите благодарение на вас докторите доаѓаат како релевантни до редакцијата на телевизија Алфа и ви благодариме секако на вашата соработка. Ете, како што веќе кажавте, добриот имун систем би било добро да го одржуваме постојано, затоа што никој вирус тогаш не може ништо, а посебно и овој популарниот коронавирус. А би сакала да ве запрашам, па зошто лицата токму со хронични болести се под поголем ризик од заболување на коронавирус? Добро, делумно одговори во претходното тоа, дека хроничните заболувања всушност представуваат предвремено старење на организмот. И нормално дека еден пациент кој што има оштетени бели дробови, нарушен крвоток, кога ќе дојде во ситуација да мора да се избори со еден вирус, една вирусна пневмонија и некој вид на компликации кои што може да се јават може да бидат фатални. Тоа е познато во интензивното лекување во пулмологијата. Не знам колку е познато тоа, дека и преку некоја одредена возраст, 75-80 години, една од најголемите причини за смртност всушност представува пневмонијата, бидејќи бактериските пневмонии во оваа ситуација е еден нов вирус кој што доведува до нешто поинаков тип на пневмонија, може да представува еден почеток на една каскада која што се одвива во организмот, тоа што може на крај да доведе до смрт.
Едноставно, хроничните заболувања сватете ги како предвремено старење, затоа треба да се води здрав живот, да се внимава на крвниот притисок, телесната тежина, гликемијата и се разбира респираторното здравје, избегнување на пушење, и сите тие болести на крај доведуваат до скратување на животниот век. Сега, во ваква ситуација тоа е уште повеќе потенцирано кога организмот мора да се бори против една незгодна вирусна инфекција. Да, и како за заокружување на овој наш денешен разговор, доктор Јовковски, доволни ли се постојаните општи препораки за заштита на лицата со белодробни заболувања од Светската здравствена организација? Нели постојано ги гледаме нивните известувања и гледаме да постојано бидеме во спрега на нив и да ги почитуваме на таков начин да се заштитиме од нови заболувања, а посебно за лицата со белодробни заболувања. Ета како според вас да се заштитат и дали може би треба да променат терапијата или да ја надополнат, или според вас имате некој поинаков совет? Споменав, редовната терапија треба да се прима редовно. Освен ако нема некои промени, ако чувствува пациентот дека има некои потешкоти, нешто не му одговара, може би треба да се додаде, да се одземе нешто од нешто. Една посета две во тек на оваа епидемија на доктор нема да бидат толку страшни, меѓутоа општите превентивни мерки за социјално дистанцирање и носење маски секаде и држењето на 2 метра растојание помеѓу луѓето, мислам дека се основни мерки. Како што споменав, една од првите мерки што ги донесе нашата влада беше да не се движат премногу пациенти, луѓето со хронични заболувања. Таа мерка морам да ја поддржам, бидејќи тоа доведе до заштита на овие посебно ранливите групи. Така да тоа би биле моите препораки. Ви благодарам, докторе Оливер Јовковски од Аџибадем Систина и за постојаната соработка што ја имаме токму со вас. Доктор Оливер Јовковски, пломолог од клиниката Систина, ви посакувам убав ден и повторно да се слушнеме со вашите стручни совети. Благодарам. Пријатно.